Начинот на мерење на загаденоста на воздухот во Македонија бил причина што во јавноста се создава впечаток дека здравјето на граѓаните е сериозно загрозено. Долната граница на мерење на присуството на штетни материи била ниско поставена, па од мерењата се добивале алармантни резултати. Таков е заклучокот од објаснувањето што го даваат од Министерството за животна средина. Од друга страна пак, не се негира фактот дека во Кочанската котлина има периоди на зголемена загаденост, што ги покажува и мерната станица во близина на основното училиште Свети Кирил и Методи. Но наместо за причинителите за загадувањето се зборува за методологијата на неговото мерење. Прагот наш е многу ниско поставен и тоа малку прави проблеми во перцепцијата, бидејќи така е програмиран, таков е софтверот и на нашата веб страна такви податоци излегуваат. И тој што не е стручен го гледа обојувањето и вика сега ние сме проблематични. Не е тоа така. Во Кочани тоа се случува кога ќе падне магла, нема вертикална инверзија, тоа се временски услови, нема ружа на ветер поволна, нема ветерче. Споредбата со начинот на мерење на загаденоста на воздухот во другите европски држави, според Липиткова, покажувала различна методологија, со чие усогласување кај нас би се добиле поинакви резултати од сегашните. Нашите тимови со експертите од Хидрометеоролошкиот завод институт во Финска работиме твининг проект каде што ги моделираме, односно ги сметаме овие работи. Таму, каков е случајот во Полска, во Полска нема концентрација 50 микрограми, ние ја имаме дадено најминималната концентрација. И тогаш ни се вклучува алармот. А имаме дадено повеќе денови, 10 дена ако биде тоа така. Во Полска не е, во Полска е 80 до 100 микрограми, ама дозволениот праг за аларм е 4 до 5 дена. И ќе видиме, значи сега се прават на некој начин анализите како да постапуваме и тогаш Кочани никогаш нема да се мисли дека има некаков проблем. Сепак, мерењата на загаденоста на воздухот во Кочанскиот регион во изминатите неколку дена покажуваше зголемен тренд на присуство на штетните PM10 честички, како и на количеството на јаглерод моноксид. Со расчистувањето на маглата состојбата има известно подобрување, но останува дилемата дали само начинот на мерење е виновен за честото вклучување на алармот за надминување на дозволената граница на загаденост.